Добре дојдовте во Процес. Дошол во Македонија да инвестира, но останал и без болница и без пари. Така вели доктор Адел Мустафа, кој е тука да ја раскаже својата приказна, а за целата слика да биде комплетна, гости во студиото се Војслав Зафировски, поранешен председател на Антикорупцијска, и Борчечо Петревски. Ке кажеме кои сте и што сте понатаму. Случајот не е нов, се влече со години. Новиот момент е во тоа што доктор Мустафа најавува штрајк со глад доколку правосудните органи не го решат случајот. Да. Зошто сега, дури сега, после толку години, се одлучивте на ваков чекор? Да. Фала, Минче, фала Нова ТВ, фала сите медиуми и новинари што ме поддржуваат да ја кажем истина во врска со прва приватна болница Шендет и Тетово, што ја дојдов да инвестирам преку ДУИ и преку СДС, преку Алија Мети и Бранко Црвенковски, и на крај видов дека тука има организиран криминал, има мито, има уцени, има перење пари, има све шта, и ако не се ослободи да се отвори ова болница да работи, ја мислим да влезем во штрајк, со овој штрајк да му кажеме на влада Груевски Македонија, да му се каже лицето дека во Македонија има монопол и да му се каже лицето на сите албанци политикани, за да знаат да и бранат инвеститори кога ќе дојдат, а не да бидат и импонирани да работат за владата што е во Република. Очекувате и СЈО да го преземе овој случај, велите дека во неколку наврати и во бомбите бил спомнуван. Да. Има ли такво нешто? Знам дека имам и ја и некои бомби, чекам, значи, и обвинителство да излезе, да добиеме позитивно, за да добиеме оштета за оваа болница и страмота оваа болница, прва приватна болница, 12 години да стои затворено у средина Тетово. Сакате да си ја вратите назад Да. болницата. Вие тројца сега функционирате како еден тим кој што сака да го расветли случајот правнички. Има ли индиции, ќе раскажеме приказната поред како оди, има ли индиции на злоупотреби, перење пари, ова што го спомна докторот? Најнапред морам да напоменам дека јас сум најновиот член во овој тим. На повик на доктор Мустафа остваривме една средба, ми беа предадени еден пообемен документи кои се нафатив да ги разгледам, да ги прочитам, да видам за што всушност станува збор и да донесам одлука дали би се вклучил во тимот или не. Откако ги прочитав сите документи, одлучив да се приклучам на тимот, затоа што има една многу суштествена работа. Станува збор за инвеститор кој инвестира во нешто што се нарекува јавен интерес. Тоа е во здравството. Така. Втора работа, заради која се нафатив да бидам дел од тимот, е постоењето на бројни сомневања за разни малверзации, притисоци, дури и криминал од страна на одговорните во Унибанка, но во крајна линија и од самата банка. Зашто всушност станува збор? Постојат сериозни сомневања дека банката докрај не го почитувала подпишаниот договор за поддршка и за поддршка на бизнис планот за функционирање на болницата Шендети. Натаму постои основано сомневање дека доктор Мустафа, како собственик на таа болница, е упатуван да зема позајмици од приватни лица, кои се јавуваат буквално како лихвари и на известен начин, под притисок на одговорните луѓе во банката, дел од собственоста да пренеси на приватни лица. Натаму,
постои основано сомневање дека одговорните лица во банката, заедно со банката, поврзувале други правни субјекти со доктор Мустафа, што во принцип не е дозволено, и дел од собственоста исто така е пренесена на тие други лица. Она што е, дозволете, она што е најсериозно, според мене како сомневање што е отворено и стои, тоа е дека во меѓувреме, додека траат сите тие перипетии, се отворени две фирми и за 24 часа пренесени се пари од Унибанка во едната фирма, па во другата фирма и назад парите во две различни банки и повторно назад се враќаат во Унибанка. Така што тука мислам дека ќе треба и Народна банка и Агенцијата за перење пари да си ги земат своите надлежности во раце и да проверат што точно тука се има случувано. И конечно, доктор Мустафа има добиено средства од Македонската банка за поддршка и развој, кои одговорните лица во банката ги користеле за се и се што, но не и за намената за која биле одобрени како средства, и кога за тоа има разбрано доктор Мустафа, кој претходно неколку месеци уредно ги плаќал ратите кон Македонската банка за поддршка и развој, парите се вратени назад без негово знаење и без негов подпис. Значи, овие сомневања мене ме убедија дека постојат сериозни сомневања дека има малверзации, дека има криминал. Тоа треба да се докаже. Поднесена е кривична пријава до јавното обвинителство и тоа си поставува. Јас ќе се вратам повторно на вас за да биде малку појасно, потоа ќе одиме на банката. Значи, дојдовте во Македонија 2001 на повик на високи функционери на ДУИ да инвестирате во болница, 2004 беше изградена и потоа почнаа многу перипетии на страна банката, имаше и други обструкции. Може ли да ми го раскажете тој дел, значи кој ви го направи тоа, што се случуваше во делот на диализата и во делот на болницата, сите специјалистички дејности кои што сакаа да проработат? Ја на еден состанок беше јануари 2002, кога Алија Мети и Братко Цветковски викнаше печалбари да инвестират, да развијат Македонијата, и ја прифатив да правим болница и 2002 го почнав и во 2 август 2004 го отворив као поликлиника, зграда 8 спрата и 2 спрата ги направив. И почна да функционира добро тој. И за да го завршиме цел проект требаше да земам некој кредит. До тука све со моите пари, без долг, без ништо. Ја влегов кај една банка, Стопанска банка, таа година се отвори експозитура Унибанка и дојде главни менаџер од Унибанка кај мене, као пациент, и ми понуди, каже, да дојдеш кај наша банка, ти имаш за залог, ќе ти дајме подобра понуда. И ја прифатив, и на место да ми даде према план издесот, тие ми дали само 650.000 евро и ми рекли, докторе, со тие стави, прозори, све ове, ќе правиме друга процена, одма ќе ти дајме за неколку месеци друг дел. Помина неколку година дена, тие не сакаше да ми дава и некој ми каже, ако не даеш мито нешто, не можеш. И од тука почнал мито, измами, дадов ја 25.000 франка. После пак не добив мито дадов, мито на генералниот директор на Унибанка. Кога ги дадов тие пари, бев на една минувачница, од тука ги зедов као позајмица и се слушаше гласот на... Го снимивте таа средба? Да, и после банка не ми пушти, како беше договор, ми пушти само 200.000 евро, со тие ја не можев да го заврши проектот. Ја не прифатив така. Тие ми рекли, докторе, одма и други пари, пак помина неколку време и ја одив кај ова минувачница, зедов снимак и со тој снимак одив кај банка, кај директорот на кредитирање, го пуштивме тука
овиот банка признал дека има Сега тука и вие криминал. им извршивте притисок Да, за да си го притисак. добиете другиот дел Јас од со овој кредитот. менаџерот од Тетово бевме кај директор на акредитирање, го пуштивме, се слушаше гласот тука и се договоривме да ми пуштат друг дел пари, ама CD-то да се уништи. И ја прифатив така и ми пуштил и некој дел пари, ама се договоривме ја не плаќам рати ако не ми пуштат сите пари да се заврши проектот. Пак почна да не ми пушта пари за да се заврши, ја почнав да не плаќам рати и од таа категорија паднав на лоша категорија. Значи од 2005 тука беше негде 2008, значи многу години плаќав многу рати и имав голема оштета. Паднавте во долго. И еден ден господин Делче од Унибанка ме викнал со Фадил Касами и каже: господин Фадил, сега доктор Адил Волош. Фадил Касами беше менаџер на Унибанка во Тетово, негова ќерка директорка. Кој е од наши депоненти и што е клиент кај тебе, пошто тој работеше и као економист, да му позајми на доктор, а за гаранција ми ќе му дајме, пошто цел објект беше залог во банка. И Фадил најде еден VIP клиент што имаше околу 800.000 евро во банка и банка. Тој клиент е тука со нас? Не, друг. Не сакам сега со имиња. И банка му гарантира 10%, му дал 10% од моја болница и тој за 100.000 евро, 80 или 20, значи као камата и значи дојдовме во А категорија, добивме пари преку Македонска банка за развој и банка не сакаше тие пари да ми пуштат. А ја рати за тие и тука видов дека банка намерно ми го ставил овој VIP клиентот, депонентот со 10%, пошто и тој бил подписник на парите од Македонска банка за развој и каже: докторе, тие пари ќе ги земаме ми, намерно ти го ставивме човекот од Тетово, тој има 10%, ако не те поддржува, може да му се изгуби тие пари, има уште 700.000 евро. Кој дел се вклучивте вие? И уште малку да завршим. И кога тој човекот од Тетово не прифати да ме поддржи, ја почнав да тужим, бев кај еден адвокат Балабани, преку адвокатот се слушавме со газите рекли: доктор Адил доброволно ги вратил тие пари и платил 2% казна, а ја нисум ги вратил тие пари. И истиот ден банка ме викнал, дојди подхитно, дојдов во Скопје, прв пат го гледав Борче во друга канцеларија, ама во банка. Ми каже банка: ти си добар доктор, ама не можеш да бидеш и добар доктор и добар менаџер, ќе те поддржиме со пари, ама да ни најдеме наш човек, VIP клиент, многу успешен клиент кај нас и тука се видов со Борче. Чепетенски. Ајде, вашиот дел од... Тоа се случи од 2009 година, како јас стварно во тој период успешен менаџер со своите фирми, имав одредени кредитни експозиции во Унибанка и стопанисував одлично, се развивавме многу добро, бизнесите одеа како што треба и имавме одличен однос воспоставен со главниот. Се до моментот додека не ве викна во канцелариите на банката. Точно, да. Не телефонски смејат тоа да го направат. Тука се во првото кривично дело, каде што банката врши поврзување на правни субјекти. Во принцип, тоа не е дозволено. Законски според законот за банките е прекршување. Банката не сме да поврзува. Причината сега и зошто не површи, прашањето е многу поголемо. Зошто не поврзува? Банката сака да се заштити, да ги заштити свој негативен пласман, заради тоа што не можела доколку ги активирала хипотеките, зашто болницата и неговата компанија пропаѓала во Г категорија каде што веќе не смее да дава кредити, не смее да поврзува со никого банката. Треба истата таа банка да го пријави тој случај во Народна банка и да изврши резервација на средства кои што ги има дадени како кредити. Доколку тоа Унибанка го направила во 2009 година, кога била послаба банка, една од помалите банки во Македонија, тогаш истата можеше и да затвори. Од причини да не дојде до пропаѓање, таа го прекршува законот и врши поврзување на вакви правни субјекти, меѓу кои прв онај господин кој што го спомна господин Адел, а вториот сум јас. Од мене беше побарано да извршам главинска анализа на ситуацијата комплетно врз самиот бизнис, да видам во која ситуација што се му треба за да започне со работа и да влезе во кондиција како бизнис. Тоаш прв пат се запознавме со доктор Адел во канцеларијата на банката, значи внатре по Липовик.
Јас дадов позитивен одговор дека ќе извршам анализа и врз база на таа анализа ќе доставам еден писмен извештај да се види што се треба да се помогне. Врз база на него ние направивме главинскиот бизнис план со кој што бизнис план требаше да се обезбедат дополнителни средства, кои што средства ќе овозможат непрекинато или да се инвестира понатаму. Да се почне со работа на болницата. Во тој бизнис план констатиравме дека ни се потребни 650.000 евра и ние побаравме 650.000 евра од банката. Меѓутоа, пошто докторот не можеше да ги добие заради неговата лоша категоризација, побараа од мене и јас да подигнам дел од тој кредит со моите компании, да ја купам опремата и основните средства кои што му се потребни за стартување и добивање на решението за работа и да му ги платам дел, односно да му дадам позајмица за тој да ги плати дел од заостанатите рати, како би можеле да му ја вратат по добрата категорија, односно да му ја подобра категоризацијата и да го вратат во А категорија, за да можат да му додадат кредит. Пошто имавме одлични односи со директорите, имав страшно голема доверба кај тие луѓе. Тие луѓе ми помогнале мене, што зборувам отворено. Го прифатив тој дел да подигнам кредитија за него и да ја купиме опремата. Потаки, по изнесенески период, да му ја продадам, што е легално и не е никаков проблем. И завршивме сета постапка, и завршивме сите работи, доктор Адел извади лиценцата, јас го врати категоризацијата и веќе беше спремен да добие кредит. Во моментот кога банката требаше да добие кредит, престана. Кажа дека ќе почекаат, да размислуваат, гледаат дали може или не може. Во тој момент, кредитот кој што јас ги имав заедно за доктор Адел, почнав и јас да го сервисирам. Почнавте и вие да губите... Апсолутно. Значи, непотребно се задолжив со 200.000 евра за него да купам опрема, која што сега кредит почнувам да плаќам рати повторно. Непотребно. Тоа е влоши пак мојата ситуација, значи мојата финансиска работење на моите компании. Седо еден момент кога бевме повикани од директорот на банката кој ни кажа дека нема да ни да кредит од 650.000, туку ќе ни да кредит од 1.100.000. Јас бев првен изненаден зошто е таа понуда. И тоаш ми беше кажано дека 650.000 му се потребни на докторот за да продолжи со работа, а останатите 450.000 да ги врати во банката за купување на негативни пласмани. Затоа што тие процениле дека болницата ќе биде успешна, бизнес приказна, дека ќе носи големи пари, па така да 400.000 евра во старт не се некој големо оптеретување кое што доктор ќе може да го плати. Тоа беше на директно барање на лихва. Јас искрено се згранав, не знаев откаде излезам од таков разговор и веќе тука настана страшните проблеми. Проблемите со тоа што банката нечеше да го даде кредито, јас плаќам рати, докторот плаќа рати, болницата стои, а настануваат тензии, преговори, договори, оценување. А договорите се гомилаат. Апсолутно. Знаевме дека тоа е кривично дело, значи лично ја знаев дека тие веќе бараат од мене да направиме и да преговараме, да правиме повторни кривични дела оцени и исплаќање им и нешто слично. Меѓутоа, моравме да бираме меѓу две зло. Или да пропаднеме скроз, тој веќе пропадна, а јас со двата мои поголеми бизниси комплетно да потонам заедно со него, или да бараме решение. Се договоривме во тој момент, после неколку месеци тензични преговори, се договоривме да таа бројка биде 200.000 евра, во кој што 200.000 евра на некој начин да бидеме обештетени, да му се даде едно од негативните побарувања на банката или негативен пласман кој што требаше да купиме, представуваше кујче во тето. И на таков начин дојдовме као до некаков така наречен разумен компромис. А се испостави дека таа куќа? Е разумен компромис. И се воспостави дека понатаки дека таа куќа нема никакви документи. Дека таа куќа всушност е претходна игра на Унибанка во која што заглавиле, пропаднале нивни пари и сега бараат решение како да се ослободат истата. Ни беше ветувано се дека се е чисто, се е легално и од кога ја завршивме постапката, од кога се ја прифативме, најстрашното почнува во моментот кога прифативме дека ние ќе ги купиме сите тие побарувања. Во тој момент банката дојде со план и вика, вели, враќањето на парите ќе го направите според следниот начин. И тоа ќе започнува она игра со фирмите. Уште поголемо кривично дело, перење на пари, каде што сценариото е режирано од Делчо Крстев,
член на управен одбор на банката, кој што дојде и кажа јасно треба да се отвори фирма. Еден во друга банка, фирма 2 во Тие трета фирми ги банка. отваравте вие? Не, едната фирма беше отворена, веќе постоечка фирма, која што исто имаше кредит во они банка и беше во тешка состојба. И као, ајде да му помогнеме и со некоја мала провизија ќе му остана пари и ќе се излечи од банка. Втората фирма беше отворена, тогаш ја отворивме како фирма за Тоа најдеш се затвори. наменски фирми, Апсолутно. краткорочни. Втората фирма беше наменска, првата си беше постоечка, Постоечка. која што имаше одредени финансиски проблеми. Втората фирма ја отворивме намерно во трета банка и од таа банка требаше парите да се од таа Како фирма да се вратат одеше назад. кругот? Сега, кругот беше замислен и зошто бил така. Значи, суштинското е прашање зошто така. Банката требаше да одобри кредит на Адел. Во тие 200.000 евра, Адел да ги шендети неговата болница, да ги префрли како позајмица на првата фирма која што има жиросметка во Алфа банка. Таа фирма ги дава на третата фирма како позајмица повторно во трета банка, во случајов Евростандард банка. И оваа фирма требаше да ги купи негативните пласмани од они банка. Истото се случи. Парите помина, се затвори кругот, уни банка ги продаде негативните пласмани, заверени в договори на нотар, и мислеја дека ние тука ќе застанеме. Зошто би застанале тука? Затоа што Адил, на некој начин, не може да ги добие сите тие работи назад и ќе се затвори круг и сето тоа ќе се заташка. Меѓутоа, кога видов јас дека сепак ова е кривично дело, се реков, ако е кривично дело, да го затвориме барем скроз, да го има трагот. И во тој случај, ние ги вративме побарувањата за позајмиците по основа на поврат, враќање на договорите, односно продажба на негативните пласмани. Така да сите негативни пласмани сега заврши во шендети. Зошто банката го побарува? Во случај на контрола од Народна банка, кој врши супервизија и контроли на работењето на банките, според законот за Народна банка не смеат да вршат контроли, Народна банка не смее да врши контроли на парите кога нивниот трак завршува во втора банка, а камоли во трета. Значи, ако парите излегли од уни банка и заминале на друго место, тука завршува тракот, за нив. И немаат надлежности понатаки да барат. И ништо не пријавува во Народна Нема ни банка, потреба, во... нема ни потреба, затоа што трагот се губи спрема нив. Меѓутоа трагот остана. Сега, единствен орган кој што може да ја изврши трагање и истрага на парите е Агенцијата за спречување на финансирање, тероризам, перење на пари, или пак јавниот обвинител, доколку се докаже дека постои сумнение за кривично дело. Во тој случај само тие органи можат да вршат перење и Народна банка. Добро, вие не Народна банка пријавивте не тогаш смее. во тој период ништо Искрено никаде? ништо не пријавивме заради тоа што ние баравме чари и спас за нашите кожи, нашата, искрено зборувам и за мојата фирма, а и за него да почне да работи, затоа што докторите и сестрите стоја, чекаја плата, болницата беше делумно затворена, лиценцата извадена, немаше пари за да почне, а средствата му беа потребни за работа. И овдеки, од кога заврши оваа трансакција, сумлива трансакција, заврши се, мене им беа вратени моите пари, значи, ако ми плати, тука не спорно е, јас излегов со мала штета, не со многу голема штета, од целата ситуација, меѓутоа, повторно остана проблемот како што и претходно се повторува. Место да му биде одобрени сите 650.000, му беа дадени само 400.000 евра, со 250 као дека ќе ги пуштаат понатаки. Да, ако кредитот е строго наменет за развојни кредити, тогаш банката треба да побарува од него фактури или нешто слично, за каде се движат парите, да ги врши контрол. Меѓутоа, парите понатаки му ги даваја единствено само за затворање на рати и камати. Што не беше случај и не смее. Тоа е трето сервисирање на обврските, само Не знам кој поред веќе го кажавте. Банката сега не смее да дава кредити доколку тој нема платено рата. Како нема му дава рата за да плати кредит? Зошто? Значи, требало да го пријави одново Народна банка да каже дека според законот нашиот клиент не може да ги сервисира кредитите, тој не е способен Не го да плаќа пријавува. и ние треба да активираме хипотеката. Тие тоа не го прават затоа што имат резервен фонд на пари и цело време само го храна. Вештачки го одржува во живот.
Сушност, вештачки тие пари што беа наменети за старт, ги прибира, ги абсорбира кај нив. Тоа му се случува од 2004 година, кога првпат стапува во Унибанка, до крајот до 2012 кога Унибанка ги активира ипотеката. Кредитот од банката за развој фактички поголемиот дел кредит остана кај нив. Целосно. После го вратил пак, тука пак добив ја оштета. Кај Македонска банка што имав за 7 години договор, платив по 8%, а кога Македонска банка ги бараше парите пак да се враќат, пошто не били користени наменски, Унибанка ми дал кредит со 14,7%. И тука имав со 8, а ми дал кредит со 14,7%. И платив плюс оштета што били вратени парите пред време. Има ли тука случаи и за антикорупцијска и за правосудните органи? Најнапред мислам дека има случаи за јавното обвинителство. Случајот е во јавното обвинителство, се врши вештачење, после жалбата која што беше одбиена минатата година, дека нема основа. Се донесе ново решение, веќе случајот се вештачи, меѓутоа не само за јавното обвинителство, туку има овдека работа и за Агенцијата за борба против тероризам и перење пари, тука има работа и за финансовата полиција и мислам дека многу... Верувате ли дека нешто ќе почне да се случува во тебе? Дефинитивно аргументите се на страна на доктор Адил. Документите јас ги видов, додуша тие документи јас што ги видов беа во копија, но верувам дека оригиналните документи стојат. А сите оригинални документи можат да бидат вештачени и да се докажи и патот на парите и начинот на злоупотреба на позицијата на банката. Значи, да се разбереме, тука одговорност имаат и одговорните лица во правното лице, значи во банката, но и банката како институција. Така што последиците од разрешувањето на сиот овој случај можат да бидат многу сериозни. Не само по одговорните лица во банката, туку и по самата банка. Затоа што банката, согласно законот за банки, е обврзана сите оние случаи да ги пријавува до Народна банка. Тоа не го чинела, ниту го сторила и до ден денес, што може да ја доведи во прашање, обстанокот на самата банка. Може да се случи Народна банка по сила на закон, не по добра волја на гувернерот, по сила на закон, да им ја одземе лиценцата за работа. Но велам, тоа се само предпоставки. Така, за сега критичната пријава се однесува на сите тројца директори. Да. И на правното лице. И на правното лице. Покрај физички правните управители. Сега во овој дел околу болницата вие се чувствувате излажан, изманипулиран, велите од високи функционери на ДУИ кои што ве викнаа во државата. Пропаднаа неколку проекти, проектот за диализа, си отидоа и инвеститорите за радиологија. Уште еден поголем странски инвеститор сакаше да влезе на крајот од целата работа. Ми се чини, кажавте дека вие посредувавте околу тоа. Ајде малку околу тој дел. На кого сте лути? Да. Кого обвинувате? Тука јас сумњам. Дали мислите дека банката ова го има правено само за собствени лични интереси или има нешто повеќе? Ја сумњам дека тука има организиран криминал, банка, влада, због монопол, због некој свој бизнес, због болница Систина, Ми 2009 добивме дозвола и конкурираме кај фондот за здравје. Едина болница во Македонија што не добил ништо од фондот за здравје, ни за специјалистички консултативни прегледи. Ова беше прва приватна болница всушност во државата. Во 2004 прва, после се отвори и други. И ја мислим од кога ми е ставено од Унибанка, од кога ме изваде од Стопанска банка, тука има организиран криминал и сумњаме, после на крај видовме некој работи, дека ова банка е натерана од влада за ова болница да пропадне, да не може да функционира. И тука има, значи, организиран криминал, што ја се лутим и од моите луѓи во партија,
и ја директно сум го пријавил Муса Џафери дека е коруптиран и импониран тука да ми избргнат турците инвеститори, пошто ја гледав од почеток, конкурираме кај фондот, секој во Македонија кој отвореше амбуланта и со 2 соби имаше за специјалистички консултативи. Ја 20 доктори по 2000 евро, 40. Можевме да преживиме. И ја тука кога не добив ја, одив кај Али Амети и одма бара, ви ме носивте. Зашто? Тој го бара пред мене Бујар Османи, беше министр за здравје, одивме кај Бујар Османи, докторе каже, зашто не добивте? Беше Бекам Сали, председател на фондот. Го праша, му кажем на Бујар, ја бе вода, дека треба да се збори во партија и има обструкција од влада. Беким Сали му кажа. Докторе каже, зашто ти не земаш и некои странски инвеститори, пошто што ќе правиш со 40.000 евро? Жан Митрев добива по 33.000 евро на ден. Направи за диализа, еве, на еден центар во Ѓорче Петров, Диамет се отвори сега, добива по 12.000 евро на ден. Жан Митрев по толку. Ја реков, нема да инвестирам, ја ги трошив парите и ја кажа ќе ги најдем. И пред мене го викнал Бујар Османи. Пред мене го викнал Хади Незир, министрот без портофол, и му каже, господин Хади Незир, тие турците од Еловјан, што сакаше да отворат центар за диализа, еве нека дојдат да инвестираат кај болница Шандети, и ќе има поддршка од ДУИ и за фондот и за све. И тој пред мене ги барал турците и одма другиот ден турците дошли, се договоривме за процент и одма правивме договор. Зборувате за министрот Османи или за Бујар Османи, министрот. Значи другиот ден турците дошли и видел дека Бујар Османи Хади Незир преку партија и одма договори и на крај одвај добивме дозвола за диализа. И пак имаме обструкција кај фондот, пошто не може диализа, приватно луѓе 3 пати да одат. И ја пак се бунив, одив, господин Али, пак имаме обструкција, еве дојдени ту се дедовме лиценца, не можеме да добиеме. И Али Амети ги собира 17 луѓе од партија во Тетово и го викнал и Бујар Османи. Бујар Османи тука зборил, значи право, дека турците дошли преку нас, има дозвола и му следува фондот. И беше проблемот каде причината во влада. Кој е во влада? Муса Џафери. Абе каже со Муса Џафери, тука Атила Реджеби дал предлог, со Муса Џафери не можеме да се разбираме. За кратко време ќе дојде кај фондот Џемали Мехази и преку Џемали Мехази ќе го склучиме договор со фондот. Чекавме уште 7 месеци, турците платил доктори за да го поддржат лиценцата, доктори со загуба. Дојде Џемали Мехази, прва недела го стави во дневен ред на турците инвеститори да му се даде дозвола со фондот. И во со управниот одбор за фондот 7 луѓе гласа против. И на крај Џемали Мехази му каже, зашто? Тоа бил наредба од ДУИ да добие. Каже, поголем од тебе е влада. Имаме наредба од влада да не дајме. И одивме истиот ден кај Џемали Мехази заедно со турците и Џемали Мехази каже да знаете овако, сега зборив и со председател Али Амети, ова работа не може да се прави договорот со фондот, пошто има обструкција од влада. Во влада е Муса Џафери, Али Амети ми рече да го најдете Муса Џафери. И еден месец трчавме да го фатиме Муса Џафери, наместо да ги чека турците инвеститори во влада, тој ги чека во еден кафич, Кригла. И почнал тие да каже, Муса Џафери овако му каже, ви сте дошли на погрешен проект, кој ве донесе тука ве лаже, тие фондови ги добиват луѓите од влада, ви да земате опрема и да бегате. Немате да добиете договор со фондот. Тој инвеститорот образложение зашто така. Инвеститорот каже, господин заместник председателе, нас владата не премиере, ми сме дошли преку ваш министр, преку ваша партија. Доктор Адин ми сме го знаели, ми сме дошли преку Хади Незир. Што збориш сега? Ми инвестиравме, добивме дозвола. Како да бегаме сега? И тој каже, ја ви кажев, и еден доктор Ремзи Тастун ставал, о докторе, ми сме дојдени кај заместник председател да помогне или да бидеме избркни.
И од тука одевме кај Хади Незир. Хади Незир покуша уште 3 месеци и преку премиер и пак не добивме и турците ги зели опремата, се вратија во Турција, исто инвестираше и Жан Митрев. Жан Митрев ми дојде, докторе, што треба оштета, имаш обструкција од влада, да знаеш инвестираше во дело на кардиологија. Географија повеќе од 1 милион евро, почнал, пошто каже Бујар Османи, одите кај што гледите, имате договор со фондот. И Жан Митрев каже што треба оштета, ја му реков не, што оштета, ќе видиме покасно можда пак да се врати. И кога видел дека Жан Митрев отиде, турците отишли, моите доктори што чекал 3-4 години да добијат договор со фондот за специјалистички консултативи, почна да бегнат. Одма после месец-две, приватно со 2 соби договор со фондот. Така и мене 3 години бараше. Тука гледам дека моја болница имаше због конкурентите јака обструкција, што тука е мешана влада преку заменик премиера Муса Џафери. Значи, сметате дека паралелно се ковал план за некоја друга приватна болница или Да, пошто ги помешавте некои работи? Или е во прашање за некоја друга приватна болница, или е во прашање да се зачува монополска позиција на конкретни Пошто постојни моја болница капацитет. и Вита 2 болници во Тетово со лиценца, со кадар, со опрема, не добивме фонд Не добивте за договор со диализа, фондот? а после излезе тендер, кога били избрани мои турци, излезе тендер и се знае кој ги добил сите тендри во Македонија. И због ова, значи, сите другите уништени сме. Да, турскиот инвеститор си замина, рековте, 2012-2013 веќе имаше оглас. Требаше и поќе на од 200 огласот луѓе да се добија запослат во оваа болница. Орка Холдинг Да. и Метрополитен Да. ја поделија диализата во Македонија. Имаше тогаш и сугестии и негодувања од некои странски компании кои што работат со диализата, дека го виделе огласот 15 дена откако завршил, не биле известени, а имаше и некои специфични услови од Министерството за здравство кои што за нив беа многу чудни. Сега, Ако дозволите, повелете. пак ќе повторам она што на самиот почеток го кажав. Не би било ништо толку страшно да не е во прашање дејност од јавен интерес. Во прашање здравство. така, особено што во тој период диализата беше во многу катастрофална Така е. состојба. И особено што опремата што турците ја донесоа овдека беше најсовремена во оној период Ги исполнуваше сите ги стандарди. исполнуваше сите стандарди И светски стандард. Да, светски стандарди и диализата се вршеше за 50% пократко време од она вообичаено што беше во тогашните расположливи капацитети во Република Македонија. Да, кога им паѓаат покриви Да, на пациентите на И глава. тука лоши. задња грешка што направил банка, значи кога видел дека турците избегнал, Жан Митрев избега, почна докторите да излезат кај мене да барат во друго место приватно. Банка се пријави, еве знае и Борче и преку Борче, каже ме викнал мене, каже докторе, сега долгот се покачи кај банката. Едина шанса да го активизираме ипотеката, да ти најдеме тебе друга фирма, што е позитивна, овие фирмите твоите да ги затвориме, да се инвестираат уште неколку пари и преку друга фирма, што ќе биде соседници твоите ќерки, ќе го земате под кирија. Првата година ќе инвестирате, нема да платите ништо и ми најде една фирма Vision Trend, така се, Тоа е од таа, Гевгелија, значи, од Гевгелија. Ова е сосем некоја трета. И преку таа фирма почнавме да инвестираме со Борче уште 150.000 евро, добивме дозвола со друга име, Поликлиника Балкан и болница Балкан. Банка дал реч дека ќе инвестира, кога добивме дозвола, на крај каже не, џабе да ги губи тие пари. На држава одговара о болница да не функционира. И мене ме тераше фамилиарот да подпишам дека немам да барам оштета, ако ми пушти уште некој дел пари банка, ако ги губим, да губим све. Ја тука не прифатив. Мојот адвокат ми рече, докторе, од сега ти на банка ако барат некој рецепт, потпис да даеш само за рецепт. За друго, без нас ништо. И ја пријавив тука криминал и порано, 2012-13 пријавив криминал. Банка одма ми донесе овие чуварите, ме изваде од болница.
и болницата стои така. Ставија клуч, Да. болницата И е сега обвинителство во на прв банката? степен, без да ме викна, ние добивме негативно. И ја требаше да излезем пред народот, да пријавам криминал, па да ме уапсат, па висше обвинителство да реагира, да даде позитивно. Од тога се гледа дека и некои луѓе што пративме и да го купи за малку пари болницата, тие рекли, докторе, каже, на државата му одговарало да стои така. Одите со некои луѓе да зборите, со Камчев да зборите, да даде тој дозвола, па да може да се зема болницата. И последниот инвеститор, што вие кажавте голем инвеститор, во еден момент од банката прифатија за истиот ден да речат стоп, не можеш. Ова сега што го спомнам, господин Недо, дека во 2012 кога се случи тој договор за кирија и одземање на хипотеката, сушто принцип беше активирана хипотеката и сега е болницата во собственост на банка. Со имотени Заклучена пропаѓа така. пропадна и се договоривме да не пропаѓа, туку сега да бараме решение. Во тој момент се вклучив и јас заедно со доктор Адел, решивме да отвориме нова фирма, да извадиме нова лиценца, комплетно која што нема да има финансиски оптеретувања и да одиме да бараме голем странски инвеститор кој што Се вративме малку назад, меѓутоа тој момент ми интересира зошто се предомислија во еден момент кога го донесовте инвеститорот. Да, сакам да се надовртам, значи, зошто се случи тоа. Значи, од кога ние веќе почнавме да работиме, односно кога се случи сето ова, тргнавме да бараме големи странски инвеститори и ги најдовме. Не смееме, заради договорот кој што имаме, не смееме да го кажеме неговото име, се договоривме да дадоа три основни услови. Прво, да имаме чист имотен лист, односно да ја договориме купувачната цена за купување на болницата. Вториот услов беше да се добија чист правен субјект кој што нема никакви финансиски оптеретувања, хипотеки или нешто слично, и 6 месеци финансиски анализа на работењето на објектот, односно на правниот субјект. Тоа е нормални, три најнормални услови кога се купува еден правен субјект од секој еден поединец. Кога ова јас го презентирав, пошто се уште бевме во добри односи комуникација со банката, го презентирав пред нив и побарав последни напори да не поддржат, да го затвориме во цело свој проект и нив да не ослободиме хипотеката, да ја продадеме болницата. Имавме договори, делумно беа партнерски, делумно беа за целосна продажба, меѓутоа беа финализирани и влегување со ни беше дефинирано дека во Македонија ќе влези голем странски бренд. Кога ова јас го соопштив на директорите и му ја презентирав целата ситуација, после 2 дена добивме одговор дека сите наши кредитни линии се стопираат. Дека не само неговите, туку сега и моите кредитни линии кои што јас ги имам во банка, и мојот развоен процес целосно се блокира. Тогаш и мене ми ги активираа хипотеките, ми ги стопираа. Први ми ги стопираа сите кредитни линии, ми ги замрзнаа средствата, ми активираа хипотеката и ми уништија и мене. Причината не ми беше кажана, само во еден момент генералниот директор ми кажа: не смем да ти кажам зошто. Во друга прилика ќе ти кажам. Тоа го памтам. Не знаев за што станува збор, затоа тоа беше 2013 година. А веќе во 2015 свативме што е. Што е? Кога ги слушнавме бомбите. Мустафа, за што се работи? Можем јас да ви кажам, затоа што во тој момент еден од личниот банкар кој што ги имав јас во банката, во истата таа банка, ми потврди дека стасал налог од озгора, значи фигуративно кажам од озгора, за комплетно замрзнување на сите линии од страна на банката. Значи било наложено и да кажам дека во Македонија не сме да влезе друга странска фирма. Во случајов, знаете многу добро, има болница уште една која што стои во Скопје, во Петровец, покрај Патарина, објект направен и чека подобри времена за да почне со работа. Значи сепак на некаков начин во Македонија има ембарго за тие здравствени инвестиции, за тие здравствени бизниси. Ембаргото го знаеме многу добро и кој го носи. Сега целта ви е да ја вратите болницата и вистината да излезе, да се расветли правнички случајот и вистината да излезе на виделина. Затоа ја на мојот проект имам и да се жртвуjem
да е страхуем, Ги известите да и излезе, амбасадите, да го излезе, значи истината, да се види во каква држава се живи и албанците, политикани, дека работат за луѓето што во влада, го чува столицата, а не ги чуваат инвеститорите што дават парите. Ја пуштив Тирана метропол, дојдов Тетово да го развие Македонијата, пошто од Македонија сум, еве што се случи. Не дојдов да губим, дојдов да запослим луѓе, а не мене да ме третират као криминал, што тој ден што излегов ја пријавив криминал, мене ме уапсе. И бев со ќерката, уште има последиците моја ќерка, да ме третира као криминал, а милиони евро донесев. И затоа сум људ во оваа држава и сакам ова истина, осетлива работа и имам поддршка од сите да излезе. Милуација за да ве заплашат. Да, истиот ден, зашто? Истиот ден што Милуација ве пуштија со кауција. Да. Образложение? Да. Образложение, не знаеше тие зашто, тука беше монтирано. Еднаш казна за кола, тука друга казна за банка, а дадов ја 10 милиони евро залог. Не знах и ја, и тие не знаем. Може да ве уапсат и после емисијата. Да. Мисли дека рейтингот ќе ми го Или дигне. не? Не, сега. Сакам да се дополнам само кратко. Велете кратко и да завршуваме. Ако господин Адел е странски инвеститор, јас бев домашен инвеститор кој што видов во него и во неговиот бизнис добра иднина. Инвестиравме заедно. После периодот од 2010, 2011, 2012 инвестиравме заедно. Заедно ги теравме работите. Меѓутоа, ова влада нема интерес бизнис секторот да оди напред. Кои се причините? Зошто? Дискутабилно. Не треба наредба. Имате ли нешто за крај? Најнапред, да го кажам своето мислење, дали има надеж. Надеж има. Надеж е тоа што веќе јавно се говори за случајот. Надеж е тоа што јавното обвинителство веќе покрена истражна постапка. Предметот се вештачи. Таму не може да не се видат сите малверзации кои се правени. Меѓутоа, во медицината велат, нели, на болесникот му е потребен лек додека е се уште жив. Ако умри, потоа џабе што ќе најдеме лек за неговата болест. Во случајов, оваа тимска работа сега што ја работиме, оди во насока на тоа да успееме некако, афирмирајќи дека станува збор за јавен интерес, да ја вратиме болницата на Колосек. колосек, На Свјазене. да почне да функционира, да почне да привредува, да почне да носи пари, а со тоа и да си го најде своето место во И правдата да биде задоволена. А и правдата мора да биде задоволена. Дефинитивно затоа што еве се во ова што имавме можност да го слушнеме, можеби за кратко време многу информации се слушна, меѓутоа само по себе говори дека сериозни сомневања за постоење на криминал има. Добро, јас мислам дека добро го објаснивме случајот, но освен оваа емисија има и текстови во врска со ова. Овој случај се вртеше и на другите медиуми, но ние се обидовме малку со подлавинска анализа да го објасниме малку подобро тоа што се случувало. Јас ви благодарам на сите за разговор. Ви благодарам и вас.